почитувани добро вечер. Во емисијата Став вечерва гостува Петар Колев, носител на листа од ГДУ во изборна единица 3. Господине Колев, добро вечер и благодарам за вашето одвоено време за вечерашното гостување. Добро вечер на вас, добро вечер на гледачите на вашите телевизии. Благодарам за можност. Вечерва наполно ги завршува изборната кампања. Според поголем дел од политичарите, вела дека кампањата била позитивна, фер и демократска, но дел од експертската јавност смета дека се водеше црна кампања. Како вие ја оценувате предизборната кампања? Ние како Граѓанско-демократска унија, како ГДУ, заедно со моите колеги си поставивме една едноставна цел. Да се обидеме во оваа предизборна кампања да предизвикаме или да започнеме да предизвикуваме процес на промена во општеството, но преку личен пример. Се разбира, во останатиот дел од емисијата ќе зборуваме и за другите наши лични примери, но односно самиот начин на правење на кампања си ја поставивме амбицијата да водиме кампања во која што да објасниме на граѓаните зошто Граѓанско-демократската унија, тоест зошто да ја изберат ГДУ на следните избори. Не се обидовме и не сакавме да водиме кампања во која што да ги мобилизираме луѓето да гласаат против на основа на отрицание, негативизам, омраза, злоба и така натаму, бидејќи ние во ГДУ веруваме дека ништо во општеството и во светот не може да се промени преку омраза. Све што се случува околу нас може да се случи само како плод на љубов, на добра намера и на многу труд. Зачевањето на животот е плод на љубов, садењето на дрво е плод на љубов, градењето на држава, на институции е плод на љубов, желба на еден народ да има собствено место за живење. Ако така човек го разгледува животот и политиката, и ако не ја разгледуваме ние политичарите Македонија како парче плен за кое што сме се пуштиле да се бориме и да се гризаме помеѓу себе, а како наш дом, каде што секој еден од нас со своите капацитети и знаење, натрупано искуство преку годините, треба да допринесе за неговиот развој, тогаш веќе треба да водиме друг тип на кампања. Затоа ние од ГДУ или веќе популарните ежиња во Македонија си поставивме за цел да им објасниме на граѓаните кои се нашите видувања, кои се нашите ставови. За разлика од останатите наши политички конкуренти, ние имаме многу реална, кратка, точна и јасна политичка програма, во која што имаме поставено десетина приоритети, кои што сметам дека тоа е реалноста, тоа можеш да направиш за еден мандат. Јас не можам да застанам пред камерите, пред моите пријатели, соседи, роднини, да им ветувам работи кои што не се реални, бидејќи сум решен да живеам тука во Македонија. Јас се вратив, живеев надвор од Македонија, се вратив во Македонија и ќе ми биде срам после изборите да ги погледнам истиве тие луѓе во очи ако ми ветам нешто кое што не е реално. Благодарен сум и на носителот во изборна единица 2, доктор Енсер Јусуфовски, кој што се вложи до максимум во оваа кампања и пак на основа на позитивизмот. Како еден вистински доктор, лекар, човек кој што положил Хипократова клетва, целата кампања ја водевме многу внимателно. Се обидовме и сметам дека голем дел од граѓаните разбра зошто е формирана и зошто постои Граѓанско-демократската унија и која е нашата цел. Изборната кампања во услови на пандемија е специфична, без големи митинзи, без големи собири на граѓаните. Како вие, како партија, успеавте да ги доближите програмските определби до граѓаните и дали успеавте да допрете до сите граѓани? Пак ќе започнам од личниот пример. Единствениот политички субјект во Македонија кој што ги испочитува препораките на Министерството и на Комисијата за заразни болести, за моја огромна жал е Граѓанско-демократската унија. Не направивме поголем собир од 50 луѓе. Сите наши обраќања беа согласно препораките на Комисијата преку медиумите, преку интернет платформите, преку непосредни контакти со 1, 2 до 3 луѓе, трудејќи се да одржуваме дистанца. Во целава кампања можевте да видите и да слушнете за нашите политички конкуренти кој, каде и какво нарушување на тие препораки направил, но за ГДУ не слушнавте. Благодарен сум пак на нашиот носител доктор Енсер Јусуфовски, кој што е председател на здравствената комисија во нашата партија, кој што од 5 жили со многу нервоза успеа да не одржи во кондиција да ги спазуваме правилата. Тој е многу дисциплиниран човек кој што
е вложен до максимум со своето срце и душа во својата работа како лекар, и се уште ми звони во ушите онаа негова изрека пред да започне кампањата: ниту еден од нас нека не стане пратеник ако цената е барем еден човек да му го загрозиме здравието. И нема како тој момент да не го испочитуваме, кога човек е готов да жртвува својата амбиција, кариера, желба за успех, за да докаже пред општеството дека навистина сака да смени нешто во него и да ги почитува правилата. Тоа мене ме респектира и ние преку целава кампања се трудевме да ги одржуваме правилата. Сметам дека преку медиумите, за кои што сум ви многу благодарен, и на вас и на сите медиуми во Македонија, кои што ги отворија вратите и за помалите политички субјекти или новите политички субјекти, за да успееме да ги представиме нашите видувања пред граѓаните. И второ, јас сум убеден дека македонските граѓани за прв пат после толку години ќе прават информиран избор. Овој пат, онаа црна или каква сакате кампања на негативизмот, сметам дека особено луѓето од мојата генерација се изморени од сето тоа. Ние за последните 10 на 15 години поминавме низ многу европски држави. Кој како печалбари, кој како работници, кој како транспортери, кој како лекари, инженери и така натаму. И кога видовме дека тие системи функционираат по друг начин, сметам дека голем дел од тие луѓе ќе се информираат и ќе најдат начин како да разберат која партија што нуди на гласачите. Кажавте дека изборната програма, изборната платформа е кратка, но е концизна и јасна. Приоритет во изборната платформа на Граѓанско-демократска унија е политичкиот систем, односно реформи во изборното законодавство. Зошто се потребни реформи според ГДУ? Не само изборното законодавство, туку целиот политички систем, системот во државата. Ние си поставивме таргет и цел ресетирање на системот. Овој систем го гуши македонскиот граѓани. Овој систем, место да создава услови на прогресија, тој најчесто се јавува како тип на кочничар или менгеме, кој што го притиска секој еден индивидуалец, без разлика на неговата етничка и религиозна припадност, да се развива професионално. И тоа е очеваден факт. Ние во општеството имаме проблем понекогаш, бидејќи не боли, бидејќи станува збор за нас, да се судриме со реалноста и вистината. И таа е вистината. Овој паразитски систем, за моја огромна жал, е измислен само за партиски послушници кои што добро гравитираат на неговиот грб. Дел од нив направија прекрасни кариери на тој истиот систем, качувајќи се врз него. И затоа ние мислиме дека овој систем, за да можеме да не бараат младите луѓе притиснати од тоа менгем и излез на аеродромот во Скопје и во Охрид, малку да започнеме со процес на реформа во тој систем и да му дадеме една сосема друга насока во која што индивидуалецот да биде ставен на преден план или предимство, а естаблишментот или политичките елити да трпат загуби. И кога зборуваме за реформа во системот, пак тргнавме со личен пример. Мене ми е жал што можеби до голем дел од нашите гледачи денеска и граѓаните не стигна тој момент, но Граѓанско-демократската унија е единствената партија која што на нотар нејзините кандидати се откажаа од бенефициите како пратеници. Од патни трошоци се откажавме и од сите останати бенефиции се откажавме. И второ, подпишавме изјава под полна кривична и материјална одговорност дека сите наши приходи над 14.500 денари, кои што се минималната плата во државата, ќе бидат донирани за социјално слаби, за инвалидизирани лица, за успешни спортисти, за успешни ученици и студенти. И тоа е тој момент на личен пример со кој што ние сакаме да го убедиме општеството дека навистина сме подготвени, жртвувајќи дел од својот комодитет, да предизвикаме таков процес на промена во општеството. Гледате, почитувани... Може ли само да се надоврзам овде, само кратко во контекст на ова, сметате ли дека останатите ќе има останати пратеници кои што ќе го следат вашиот личен пример? Тоа е разликата која што секој еден граѓанин може сам за себе си да направи. Не очекувајте од мене да кажам лош збор за некого во оваа кампања, нема да го направам и во ова студио и ќе останам доследен на оној мој начин на мислење. Граѓаните се доволно интелигентни и умни за да можат да направат разлика. Но со нашиот пример се покажа дека патните трошоци можат да се укинат за 15 секунди. Значи нема потреба ниту од законски измени, ниту од мнозинство во собрание.
треба малку смелост и одговорност и една нотарска изјава о која што да се откажеш од нив. Класичен пример на западен модел по кој што функционираат политичарите. Зарем има нешто страшно во тоа ако видите министер да се вози во автобус или ако видите пратеник кој што живее близу до собрание и оди пешки на работа? Кому му требаат тие по 10 души бодигарди со службени автомобили? Од кого се чуваат? Од граѓаните? Од комшиите собствени? Зошто се чуваат? Зошто ние политичарите треба да се чуваме од собствените комшии и роднини? Каде е проблемот? Затоа ние зборуваме за реформа во тој систем. Ние зборуваме за тоа дека, знаете, во политиката сите ветуваат по високи плати, по ниски даноци. Тоа значи автоматски дупка во буџетот. Ако вие намалите даноци и покачите плати, нема од каде да дојдат средствата во буџетот. Може би само Граѓанско-демократска унија дава одговор од каде ќе дојдат парите, кои што ќе бидат насочени за повисоки плати и ќе дадат можност за намалување на даноците. А тоа е рестрикции и кратење во политичкиот систем. Јас сметам дека на Македонија не се потребни 120 пратеници. Македонија може да функционира како Словенија со 90 пратеници без никаков проблем. А имајќи предвид дека Словенија е 3 или 4 пати побогата од нас, не знам зошто да немаме и 61 пратеник. Македонија не се потребни 7 министри без ресор и 22 позиции министри во влада со оние службени кабинети, антуражи, советници. Тоа е една огромна машинерија бирократска која што е закачена на грбот на нашите даноци. Затоа сметам дека Македонија може да функционира со 15 министри. На Македонија не требаат стотици јавни предпријатија, државни инспекторати. Сето тоа може да биде обединето во 4 до 5 структури клучни во државата, каде што ќе имаме 1, 2 или 3 директори. Ние имаме јавно предпријатие, ако не ме лаже паметта, мислам дека беше некој цевковод или нафтовод, кој што не функционира тоа јавно предпријатие, има директор со секретарка, со шофер и 5-6 души вработени, а не функционира. Земаат плата тие луѓе. Зошто? Ние имаме рамковни вработени кои не одат на работа, земаат плата. Ние имаме политички полтрони по разни институции кои што единствената цел ја сабале да се, како што велат, одбележат со картичката и заминат да пијат кафе. Така да ние сметаме дека треба да започне на реформа во администрација од врвот на пирамидата со намалување на пратеници, намалување на министри, директори, шефови на агенции и така натаму, и надолу по пирамидата да ја стеснуваме нашата администрација, но не со бркање на луѓе, а со еден проект кој ќе трае од 7 до 10 години преку процедура на предвремено пензионирање. Нема ништо страшно ние да им понудиме на повозрасните наши сограѓани кои што работат во администрација, место на 64 да се пензионираат на 60 години. Што е трагедијата? Што е трагедијата на помладите? Да им понудиме преку апанажа и финансиски стимул од државен сектор да преминат во приватен. Па дел од нивните родители, браќа, сестри имаат приватен бизнис, тоа е јавна тајна. Зошто да не ги стимулираме тие луѓе, место да бидат закачени на грбот на граѓаните, да отидат со нивниот капацитет, ако навистина се толку подготвени нашиве чиновници, бидејќи го слушнете вие некој висок чиновник во државата, директор, заменик директор, министер, заменик министер, ви имате чувство дека тој е најумниот човек на светот. Па што мајка бара на државно закачен? Има приватен сектор. Чим е толку гениален и способен, нека повели во приватниот сектор, нека создава блага, нека отвара работни места, нека вработува луѓе, нека плаќа даноци, нека биде мултимилионер. На нас такви луѓе ни требаат во државата. Знаете ли, малку лицемерно е особено за луѓе како нас, кои што цел живот сме работеле во приватен сектор. Голем дел од нас изградивме компании надвор од Македонија, кај што немаме вујци и чичковци владици. Све во животот сме постигнале апсолутно сами. Млади луѓе на по 30-40 години започнале од нулата. Сега јас ги слушам понекогаш моите политички конкуренти ми зборуваат за отворање на работни места и бизнис, а милите цел живот работат државно. Имаме луѓе со по 3-4 мандати како пратеници и тие ми зборуваат за економија. Јас можам да ја одржам лекција за тоа како може од мајка шивачка и татко електричар да стигнеш до тоа да имаш над 150-200 луѓе кои што ќе работат за тебе, ама не во македонските мизерни услови за 14.500, а да работат во Шведска за тебе, да работат во Германија за тебе, во Бугарија, во Романија, како се создава бизнис и како се прави бизнис во Европа. И тоа е нашиот предизвик. Ние затоа влеговме во оваа работа.
Тоа што сме го виделе таму, ние од ГДУ не сме најумните, просто зборуваме по неколку странски јазици и можеме да ги прочитаме правилата по кои што функционира Германија, Франција, Италија, Романија, Хрватска, Словенија и тоа што функционира да си го донесеме дома. Затоа ние зборуваме за тие рестрикции во администрација, бидејќи ние согласно правилата на Европската Унија сме 3 кон 1 во бројот на превработеност во администрација. Верувате ли, една богата Германија, Словенија, значи Словенија има 90 пратеници. Ќе ви дадам пример со општинските совети. Скопје има 45 општински советници. Економскиот гигант светски Њујорк има 51 советник. Како економски ние ќе издржиме со таков паразитски политички систем кој што ни ги црпи, ни ги краде парите? Тоа се нашиве пари за улици, за патишта, за училишта, за здравство. Затоа ние зборуваме дека мора да настапе период на рестрикции во администрација. Тоа е реалност. Значи, јас знам дека ова не е популарно што јас го зборувам. Знам дека голем дел од нашите сограѓани нема да им се допадне ова што го зборувам. Дека најдобро е да се вработиме у државно, да не работиме ништо и да земаме високи плати. Перфектно. Но никаде во светот тоа не функционира. Ние мораме да си се судриме со нашата реалност. Таква како што е, вклучително и кога не е толку пријатно. Зошто ГДУ смета дека македонското општество има проблеми со владење на правото? Не ГДУ смета така, а секој еден наш сограѓанин смета дека македонското општество има проблем, ние само го констатираме тоа. Меѓународната заедница смета дека имаме проблем со владење на правото. Европската комисија смета и ќе ве потсетам за еден многу пријатен, воспитан, високо образован господин Рајхард Прибе, кој што дојде во Македонија, за жал во нашето општество од денешнава политичка кампања, ние не слушнавме што се случува со документот кој што ни го остави бесплатно при тоа. Ниту еден денар не зеде тој човек од македонските данокоплатци или даночни обврзници за да ни го скенира правосудниот систем и да ни каже каде ни се проблемите. Тој направи нешто кое што многу често и ние македонците сами за себе не го правиме за нашата држава. Да направиш нешто без пари. Ние сакаме некој тендерче, ако можеме нешто да земеме, тоа е друга работа. Но човекот без пари го направи, го скенираше системот и ни остави документ во кој што ни посочи како да си ги поправиме работите. Поминаа 3 години. Тој истиот документ, препораки на Прибе, собира прашина во некој чекмедже во Министерство за правда. Знаете ли, постојат едноставни прашања кои ние како општество треба да си ги поставиме. Ако зборуваме за владењето на правото, за правичност, прво да се прашаме дали некој од нас познава судија кој што има добиено ефективна пресуда, затвор за грешно судско решение. Јас не сум слушнал за таков пример. Дали знаеме за јавен обвинител, освен последниот случај со Катица Јанева, кој што е повеќе друг тип на делење на правда отколку реална правда, но тоа е друго прашање. Дали сте слушнале за јавен обвинител? Не сум слушнал. Дали сте слушнале за министер, премиер или пратеник во Македонија кој што да завршил во затвор? Да не зборуваме за градоначалник. Ако погледнете од таа перспектива, крајниот резултат, ние сите политичарите можеме да зборуваме за владење на правото, но крајниот резултат е јасен. Ниту еден од тие луѓе кои што се дел од нашава средина, од политичарите, од обвинителите, од судиите, од така наречената интелектуална елита во државата, кој што мене тоа многу ми пречи да имаат чувство на демек богоизбрани нешто, поразлични од останатите. Ниту еден од нив не сносил одговорност. Тоа е за каков правен систем зборуваме. За оној кој што ќе украде кило кебапчиња или ќе потегне некого за коса и ќе добие 4 години затвор, за вие што на улица ќе ви пишат казна 200 евра за брзо возење. Тоа ли е правдата у државата? Тоа ли е што не сте носеле маска и сте добиле 20 евра казна? Така ли ќе создаваме доверба во системот? Реалноста е следната. Дека овој корумпиран, апсолутно опорочен правен систем е создаден од нашите политички конкуренти. Секој еден од нашите сограѓани знае кои назначуваа судии, јавни обвинители, истражители, во МВР кои назначуваа луѓе кои избираа. И ако сакаме да го смениме, тие наши политички конкуренти не се решение, тие се дел од проблемот, тие избраа такви кадри,
Тие создадоа такви услови, такви правила по кои што да се развива системот. И од денешна перспектива, ако очекуваме ние како општество дека тие ќе си ги исечат рацете, пипците во тој систем, длабоко се лажеме. Јас не верувам дека постои човек на земјината топка кој што ќе си го наруши сопствениот комодитет, тргајќи ги настрана кадрите кои што утре би требало да го заштита ако тој се најде на клупата на обвинетите во државата. Затоа ние сметаме дека се потребни играчи, нови луѓе во политиката, кои што немаат никаков допирен момент со тој систем, за да можат да направат реформи. За мене не е никаков проблем да разрешам кого било во државата, бидејќи не сум го назначувал. Ниту ми е братучет, ниту ми е бизнис партнер. Ако работи во интерес на граѓаните, ако е подготвен како мене да работи без лицемерие од неколку илјади евра за плата државна и за бенефиции од гледна точка на патни трошоци, да работи како секој еден работник во државата за 14, 15, 20, 25 илјади денари, нека повели. Ако сака да стане богат, го има приватниот сектор. Нека отиде во приватен сектор, нека работи, нека стане богат. Затоа сметам дека на Македонија е потребен момент на тотално скенирање на правниот систем, на системот и начинот по кој што тој правен систем функционира. Јас не се вознемирувам да кажам јавно дека повеќе од половината од луѓето и кадрите во тој систем се апсолутно криминални и корумпирани типови кои што местото е во затвор, а не во институции каде што треба да делат правда и граѓаните од нив да очекуваат правда и правичност во општеството. И сметам дека е дојде моментот во кој што сето ова што го зборувам веќе да биде конкретизирано, да се случи. Според вас, како државата се справи со корона кризата и што е она што вие како партија го предлагате во насока на подобрување на економијата и јавното здравство во наредниот период? Мислам дека на секој еден од нашите сограѓани му стана јасно дека имаме два моменти. Особено прво е здравствениот елемент. Во здравствениот елемент имаме два моменти. Апсолутно пожртвувани професионалци, кои што за огромна жал во Македонија недостасуваат, а тоа се лекари, медицински персонал, медицински браќа, сестри, лаборанти, техничари и така натаму и така натаму. Луѓе кои што тераа по 2-3 смени, без да си ги видат семејствата, без да спијат дома и така натаму, кои што вложија се од себе си, целото знаење, за да се справат со проблемот. И тоа е едниот дел од работава, кој што ние како општество треба да си ја признаеме и да оддадеме благодарност до тие наши сограѓани кои што се жртвуваа себе си за да ни помогнат нам. Тука беспорен е фактот и улогата и на припадниците на АРМ, војниците, на Министерството за внатрешни работи кои што беа се изложија себе си на опасност за да не зачуваат нас. И тоа е факт. Од другава страна се види дека овој здравствен систем е апсолутно корумпиран, апсолутно бирократски, тромав и е создаден само и единствено за материјално богатење на некој друг директор на фондот за здравство, на некој друг директор на некоја болница. Тој систем не инвестира во материјална база. Ако го тргнеме на страна тоа што во Скопје веќе се разви инфраструктурално, се разви здравствените објекти се на високо ниво, кажете ми една регионална болница во државата во која што се инвестирани некакви средства. Можам да ви кажам пример за Штипската болница. Во инфективното оделение има опасност да ве убие плочка, да ви падне на главата и да ве убие плочка. Повеќе од 30 години 5 банки, 5 денари не се инвестирани во материјална база таму. И ние очекуваме дека младите лекари ќе останат да работат во таков систем. Не, нема да останат да работат. Не е само платата. Не е само немаат нормални тоалети. Немаат инструменти. Јас сум разговарал со мои пријатели доктори, мојот брат е доктор и тој работи надвор од Македонија. Нашиот кандидат доктор Енсер Јусуфовски, тој работеше надвор од Македонија, па што се вели со многу мака го вративме за во Македонија да има таков специјалист како што е тој. Бидејќи не се многу таквите како него. Се врати во Македонија, сум разговарал и ми имаат кажано дека не е само тоа што платите не се како европските. На секој дома му е подобро тоа, без разлика дали ќе зема 500 или 1000 евра,
плюс минус 100, 200, 300 евра и не се толку. Лекарите во Македонија пак можеби и не се најбедните во општеството. Тие не се жалат дека се најбедните. Но вика имаме проблем со тоа да се исполниме нашата Хипократова клетва. Немаме инструменти, немаме медикаменти, немаме материјална база. Не можеме да и помогнеме на пациентите. Не гризе совеста дека не можеме да им го спасиме животот. И тоа е проблемот во македонското здравство. Затоа ние предлагаме децентрализиран здравствен систем. Инвестиции за здравство во регионалните здравствени центри. Доста инвестиравме во Скопје. Премногу дури инвестиравме во Скопје. Сега е време да инвестираме во Куманово, во Штип, во Струмица, во Велес, во Битола, во Охрид. Да создадеме такви здравствени центри во кои граѓаните да не треба за најмала здравствена ситница да одат до Скопје. Така ќе заштедиме средства на граѓаните и второ ќе ги задржиме кадрите, лекарите, сестрите во нивните родни места. Второ, односно здравствениот фонд. Ние мислиме дека тој модел на директорување со здравствениот фонд, началнички момент во кој што јас ќе ви кажам како вашите пари ќе бидат потрошени, треба да заврши. Фондот за здравство се полни од нашите придонеси за здравствено осигурување. Тоа се нашите пари. И јас сум му директор на тој директор таму, бидејќи ако не сум јас да платам, тој нема да земе плата. И со тој изгубен филм на власт на луѓе кои што имаат власт во државата, кои што загубиле ориентација околу себе си, за тоа дека се обични смртници, треба да се заврши. Непријатно е да слушнете дека наши сограѓани не добиле средства за операција, починале благодарение на тоа и после на суд го осудиле здравствениот фонд. Тоест, судот вели дека човекот бил во право, но десетици случаи имаме на починати наши сограѓани. Зошто? Бидејќи фондот место да му обезбеди убава нормална европска здравствена заштита и да ја плати, тоа му е работата, тој се судел со граѓаните. Тоа не му е работа на фондот. Не му е работа да биде страна во судски спор, а да обезбеди нормални услови за лекување. Затоа ние предлагаме иновативен момент во здравственото осигурување кој што функционира во сите западноевропски држави. Освен задолжителниот пакет за здравствено осигурување, ние предлагаме и дополнителен пакет кој што да биде доброволен. Ако вие како граѓанин имате потреба од тоа да добиете пософистицирана здравствена заштита, да можете да си се осигурувате во државниот фонд. Да допринесеме со дополнително осигурување за повеќе средства во истиот државен фонд, но истовремено со тоа македонските институции да направат систем, колективен орган кој што да ги изедначи цените во приватното и во државното здравствени институции, установи, и вие како пациент, како што е во Германија, Холандија, Франција, Италија, ако имате поширок пакет на здравствено осигурување, вие да изберете во која болница ќе се лекувате. Дали сакате во приватна, дали сакате во државна, дали сакате некоја кој што од типот на јавно-приватно партнерство. Бидејќи тоа се вашите пари. Вие ќе кажете каде да бидат потрошени. Ако успееме ова да го, зошто да не успееме да го направиме, бидејќи функционира во сите западноевропски држави, време е да профункционира и во Македонија, сметам дека ќе создадеме конкурентност во здравствените услуги. Ајде нашите државни болници, нивните директори, да си назначуваат помалку секретарки и да си купуваат поевтини службени коли, а парите да ги инвестираат во техника, во материјална база и во покачување на платите на персоналот, за тие да бидат мотивирани и да имаат услови да бидат конкурентни на приватните клиники. И тука нема ништо страшно. Таму каде што има конкуренција, таму ќе се роди и квалитет. Тоа е основниот принцип во пазарна и модерна и европска држава. Ајде да создадеме конкуренција во здравствениот сектор и нека имаат најмногу, јас се надевам дека ние сите ги бидеме здрави и нема да ни требаат доктори, но нека имаат најмногу пациенти, најдобрите во државата. И парите од здравствениот фонд да отидат таму. Не за службени автомобили на директорите, не за нивните секретарки и мобилни телефони, не за измислените обуки и екскурзии кои што се прават со нашите пари, туку за здравствени услуги. Затоа сметам дека тој момент на децентрализација
и тој момент иновативен во здравственото осигурување, ако успееме да го имплементираме во Македонија, најголем добитник ќе биде граѓанинот. Во поглед на економијата, како би ја подобрила економијата, така? Вториот момент е економијата. Тоа може би каде што сум најсилен, бидејќи цел живот се занимавам, иако сум правник по образование, магистер по право, цел живот се занимавам со приватен сектор и тука веќе имам и лично искуство. Прво треба да одбележиме дека за жал Македонија средствата кои што ги предвиде за помош од оваа пандемија во сферата на економијата беа распределени по криминален начин. Знаете ли што е интересно? Интересно е дека Министерство за финансии и Министерката за финансии ни објасни дека фирмите кои што треба да добијат или добиваат помош, нивните имиња се даночна тајна. Разбирате ли дека таму каде што ќе отидат моите пари, вашите, на нашите гледачи, под формата на ДДВ, на персонален данок, на кредит кој што сега ќе го земе државата, утре ние треба да го вратиме, тоа било даночна тајна. Да ме проштева министерката, се надевам ова ќе биде последниот мандат и никогаш повеќе нема да се занимава со политика. Најпаметно е да не се занимава со политика, бидејќи таа можеби е многу добар бизнисмен, не знам со што се занимава, доколку што знам има франчайз, некаков фирма, некаков готов продукт, но сигурно не е за да се занимава, не може да се снајде во оваа средина, во политиката. Ќе ви кажам зошто, тоа е исто кога јас да ви земам од джебот 500 денари и вие кога ќе отидете во полиција да кажете дека сум ви ги зел, тие да ви кажат тоа е државна тајна. Значи, ние помогнавме, информации има денеска во Македонија многу. Ние помогнавме кладилници, коцкарници, олигарси со нашите пари. Знаете, оние најбедните во општеството, како Камчев, Мијалков, овој господинот Ангјушев, вице-премиерот. Героотичкиве наши сограѓани како Мијалков, Камчев и Ангјушев, се надевам не ме разбирате грешно, ово кажувам под силно влијание на емоција. Сметам дека ако си ги продаде автомобилите и возниот парк кој што им тежи по неколку милиони евра, може и по една јахтичка да продаат некаде за по 15-20 милиони евра и ќе промине оваа криза без никаков проблем. Јас се прашувам што ќе прават таксистите, што ќе прават за најчиите, што ќе прават оние над 70% економски субјекти кои што имаат од 1 до 9 вработени. Дуќанчињата, оној цел сектор на туризам, што ќе прават тие луѓе? Што ќе прават пазарџиите? Пајде еднушка барем во оваа држава, барем еднушка да се обидеме да направиме нешто кое што е логично и издржано. Барем еднушка да се обидеме да не украдеме од државата. Во ситуација во која што имаме неверојатна здравствена криза и неверојатна економска криза. Констатирајќи ги овие работи, прв приоритет за ГДУ во парламентот ќе биде преразгледување на сите овие подпишани веќе од владата уредби, поништување на овие уредби со кои што им се даваат пари на олигарсите и пренасочување на средствата од кредитите, задолжувањето и даноците кон малиот, средниот бизнис, за најчиите, семејниот бизнис, кон луѓето кои што се во компанија од 1 до 9 луѓе, до 20 луѓе, да создадеме услови во кои што, знаете, фокусот на македонската економија, рбетот кој што ја држи оваа економија е малиот и средниот бизнис. Над 80% од компаниите се мали и средни. Ние треба да создадеме услови кои што малата компанија да стане средна, а средната да стане голема. Така ќе имаме економски раст. Да создадеме услови кои што младиве луѓе нема да одат да веат бајраци по партииве, а да сакаат да прават бизнис. За сето тоа да се случи, прво треба да намалиме бирократијата. Тоа со кој што почнав реформа на политичкиот систем. Не можеш ти еден млад човек кој што оди во Германија, за 3 дена ќе добие регистрација, ќе добие све што му е потребно и на 4-тиот ден ќе почне со работа, да го натараш во Македонија месец дена да се занимава со бирократија за да почне да отвори кафич, пример. 2 месеци. Па ваква инспекција, па таква контрола, па не баре ќе правиме, знаете, ќе испраќаме ракета во НАСА, па сега ајде да видиме тука сите ние државен апарат да му се качиме врз глава на човек од 25 години, кој сака кафе да продава. Тоа за мене не е нормално. Второ,
Ние мораме да внимаваме со начинот по кој што ќе ги распределуваме средствата од гледна точка на фискалната политика во државата. Ние не веруваме во овој фискален модел. На Македонија е потребна фискална децентрализација. Буџетот кој што се формира централниот треба да персоналниот данок на граѓаните плюс 1/3 од ДДВ од правните субјекти според нас треба да се враќа во општинските буџети. Да биде под директна контрола на градоначалникот и локалните совети. И тие да носат одговорност пред граѓаните кои што ги платиле тие даноци, каде им се потрошени парите. Кога ќе имаме една таква, знаете, имаме цели региони кои што не плаќаат даноци, но добиваат инвестиции во патишта, образование и така натаму и така натаму. Ако имаме нов модел на фискална политика, ако го ставиме фокусот на малиот и средниот бизнис, бидејќи олигархијата не е таа која што ќе ја раздвижи економијата, таа е паразит на македонската економија. Економијата ќе се раздвижи од малите и средни субјекти. Ако ги ставиме тие два фокуси пред нас, и ако се обидеме да го намалиме бирократскиот модел и момент во целата приказна, јас сум убеден дека многу повеќе луѓе ќе сакаат да се занимаваат со приватен сектор. За наша огромна жал, многу малку од државните институции размислуваат во тоа да му помогнат на бизнисот. Тие размислуваат како да му стават некаква препка, како да го клекнат, да го испратат во некој политички штаб да се моли, да му пишат казна. Не е тоа целта на државните институции и на луѓето кои што работат во држави, а да му помогнат. И од друга страна многу е важно да направиме таков систем во кој што ќе има реална конкурентност. Ние имаме проблем со јавните добра и јавните средства во државата. 99% од тендерите се наместени. Тоа не е моја констатација. За тоа зборуваат и Европската унија, и нашите сограѓани, сите зборуваме дека јавниве средства и тендери имаме проблем. Ние не можеме да создадеме услови на конкурентност помеѓу правните субјекти. Ако вие немате Вујко Владика, никош нема да земете тендер во Македонија, иако сте најспособниот човек. Иако вашава фирма е најдобрата во тоа што го прави, вие не можете да земете тендер, бидејќи градоначалникот не ви е пријател, бидејќи министерот не е од вашата партија. Како ние ќе создадеме услови за нормален развој на бизнисот ако имаме ваква економска реалност? И друго, ние мораме да размислуваме за сектори кои што треба да ги развиваме. Ќе ви дадам пример со земјоделието. Таму најмногу се гледа криминалот на украдени пари. Тоест моментот со криминалот и украдените пари. Ние по природа сме земјоделска држава и секој еден од клучните сектори ни е земјоделие и секој еден кога ќе го прашаме најверојатно си мисли дека ние Македонија извезуваме храна. А реалноста е сосема обратна. 2:1 сме со увозот и извозот. 2 пати повеќе увезуваме отколку што извезуваме храна. Ние увезуваме храна за мислам дека околу 600 милиони и извезуваме за 300 милиони. Нашето земјоделско производство е стајано во таква лоша ситуација што за истиве имиња кои што ги спомнав пред малку ќе ги видите сопственици на некакви такви чудни структури во земјоделието и голем дел од средства предвидени за нашите сограѓани, реални земјоделци, не стигнуваат кај нив. Ако ние не се справиме со овој модел во кој што место средствата кои што треба да бидат од помош на дали биле тоа земјоделци, дребни или ситни трговци, производители мали, ако не стигнуваат тие пари до нив, ако тие пари се крадат низ лавиринтите на државниот систем, тогаш ние не можеме да очекуваме економски раст. Знаете, во услови на корона криза, кога цел свет има и влегува во процес на рецесија, да им ветувате на граѓаните милиарди евра странски инвестиции е лага. Цел свет сега ќе биде стегнат. Цел свет ќе се занимава со сопствените проблеми дома. Ние можеме да имаме економски раст само ако нашите пари, кои што ќе ги земеме како кредити од даноци од граѓаните, нашите, сопствените сили и ресурси, ги распределиме во правилна насока. Ги дадеме на луѓево и на фирмиве кои што реално имаат потреба од помош. Ајде да си ги спасиме таксистите, да си ги спасиме занајчиите, да си ги спасиме кафичите, рестораните, најразни услуги, туристички сектор. Бидејќи ако не си ги спасиме, тие луѓе ќе си ги спакуваат куферите, ќе си заминат од Македонија и до година нема да има кој да плаќа даноци во оваа држава.
Нема да има после 10 години кој да работи во оваа држава. Ако ние вака не ги гледаме работите, одговорно, честно, искрено, без да ги манипулираме нашите сограѓани, да им ветуваме, не знам, 1000 евра плата, ќе дојдат сега не знам какви гиганти светски. Не, во време на рецесија во светот, во време на ваква криза економска, никој нема да дојде. Ние мораме да се подпреме на нашите сили, на нашиот капацитет и економски, интелектуален и да се обидеме да се справиме. Односно помошта на граѓаните за корона кризата, за мене овој систем е апсолутно неправичен. И ќе ви кажам конкретно зошто. Сметате ли дека тие кои што имаат 16.000 денари приход се многу богати и се побогати од тие што имаат 14.500? Не, за мене и едните и другите се подеднакво бедни. И да им ја дадете целата помош само на граѓаните кои што имаат примања до 15.000 денари е лицемерие. Ние затоа од ГДУ зборуваме за правичен систем за помош на граѓаните. Или така наречениот пропорционален систем. Оние граѓани кои што се во социјална категорија до 15.000 денари да можат да искористат 100% од пакетот, тоа што и денеска го користат. Оние кои што имаат до 20.000 денари 80% од истиот пакет. Тие што имаат до 25-50%, тие што имаат над 30.000 да можат да искористат 25% од истиот пакет. Знаете ли, ќе ви дам конкретен пример за да не навлегувам во, мислам дека граѓаните ме разбираат што сакам да ја кажам, за да не навлегувам во детали ќе им дадам конкретен пример. Представете си едно социјално слабо семејство кое што веќе од 2 месеци нема струја и вода, бидејќи не ги платило сметките, и вие му давате ваучер од не знам колку бе 6.000 денари да оди на одмор во Охрид. Како ќе стигне тоа семејство до Охрид? Ќе се телепортира? Тие за да отидат и да се вратат до Охрид и требаат уште 6.000 денари, само за транспортни трошоци. Разбирате ли која лицемерие е тоа? За мене тоа е класичен пример на навреда кон тие луѓе. Ето ти ваучер, оди на одмор. Тој нема струја, нема вода, нема што да јаде дома. Ти го праќаш на одмор. Оние картичкиве за купување на домашни продукти. На тие луѓе, може би место 9, требаше 18.000 да им дадеме под формата на картички да купат продукти, да можат да платат сметки со тие 18.000 денари, да платат данок кон општината, извршителите кои што ги блокирале, да си го олеснат малку животот. Тие ваучери требаше да бидат насочени кон средната класа и побогатите во општеството. Човек кој што има над 500 евра плата, 600, 700, 800, може да си дозволи да отиде во Охрид. И не само тоа, тој ќе потроши уште 100 до 200 евра во тој истиот Охрид и така ќе ја раздвижиш економијата. Ќе се потрошат, ќе се зголеми потрошувачката, ќе влезат повеќе средства во економијата. А ние што направивме? Ние, водени од популизам, сега на крајот ќе ги натераме нашите сограѓани да бидат, не ме разбирајте грешно, криминалци, да ги препродаваат тие ваучери. Бидејќи иначе ќе пропаднат. Човекот не може да отиде, нема пари за транспорт до таму. Да, благородна е идејата. Во ред, секој заслужува да отиде барем еден ден или 2 дена на одмор. Согласен сум. Но дали е ова начинот да го направиш? Дали ова ќе роди продукт? Не, нема да роди продукт. Затоа ние веруваме дека треба подлабока анализа како да размрдаме нашата економија. Каде да ги насочиме средствата и ваучерите и можностите за помош на граѓаните. И друго, ајде да се обидеме да размислуваме прагматично и динамично. Ако ние вака го делиме нашето општество на богати и сиромаси, ние создаваме јас и омраза во општеството. Ние создаваме конфликт помеѓу граѓаните. Овој што зема 16.000 нема ниту еден цент помош. Комшијата до него има 14.500 и има 9.000 за ова, 6.000 за другото. Дали нема да создадеме помеѓу двајца браќа кавга и расправија? Дали едниот од браќава кој што има 14.500 е поголем и подостоен граѓанин на Македонија од овој другиот што има 16.000? Тоа е тој модел во кој што се носат политички решенија на база на популизам. Затоа и овие уредби на владата треба да паднат во следново собрание, не треба да бидат одобрени од наредниот парламент и да направиме точно ваков модел за помош, прогресивен, во кој што сите социјални групи во општеството да бидат опфатени, сите бранши од малиот, средниот бизнис за најчиите да бидат опфатени и со заеднички сили да се обидеме да ја
раздвижиме економијата. Меѓу приоритетите во изборната програма е и образованието. Што е она што треба да се смени, да се реформира во образовниот систем во нашата држава? Бидејќи сум имал можност да се допрам до германскиот, бугарскиот, шведскиот, романскиот образовен систем, лично искуство да имам, можам да констатирам следното. Ние имаме пракса во која што добрите математичари ги учиме тоест ги малтретираме да учат уметност, добрите уметници ги малтретираме да учат физика и на крајот ниту имаме добри уметници, ниту добри физичари, ниту добри математичари. Тоа е реалност. За спортистите нема да зборувам, бидејќи на светскиот шампион по бокс, по кошарка, да го тераш да решава дропки, за мене е, да не се изразам грубо, но апсолутно непотребно. Тој човек има друг приоритет во животот, има друга насока професионална и од него треба да очекуваме други работи, а не да решава дропки. Затоа ние предлагаме сличен на германскиот и словенскиот модел за образование. После 4-то оделение, бидејќи веќе во првите 3 до 4 години искусните учители можат многу брзо да се ориентираат кои деца какви таленти имаат. Уште од 5-то оделение лека полека да почне профилирањето на кадрите на учениците за кога ќе отидат во средно веќе да се тотално профилирани. Оние кои што имаат слабости кон јазиците, да ги насочиме кон јазиците. Оние кои што се кон математика, физика, биологија, таму. Оние кои што се кон спорт, кон спортот. Затоа ние предлагаме намалување на часовите, намалување на учениците во паралелките, помалку ученици, за да има побрз и подинамичен образовен процес. И за сето тоа да се случи ни требаат помотивирани учители, повисоко платени учители, за да тие имаат мотивација да го направат. Ние зборуваме за национална стратегија за образование. Таа национална стратегија за образование не треба многу да се малтретираме. Просто треба да земеме словенечката, јазикот е многу близок до нашиот македонски јазик, да адаптираме и да ја прифатиме како наша стратегија за образование. Знаете ли зошто образованието според мене е многу важно? Имаме уште 10 години максимум во кој што ние да изградиме едно ново поколение на македонци. Она поколение кое што после 10-15 години ќе треба да работи на европскиот пазар на труд, кај што ќе има конкуренција од над 700 милиони трудоспособни луѓе. Ние имаме еден избор пред нас. Или овие 10 години ќе инвестираме во образование и ќе создадеме кадри кои што ќе можат да се носат со нивните врсници Словенија, Италија, Германија, Франција, Бугарија, Хрватска, или ќе произведуваме ефтино платени работници кои што ќе мијат чини, ќе работат по градежништво, Јас не ја гледам така Македонија и идното македонско поколение. Јас сакам да изградиме инженери кои што ќе работат во Мерцедес. Јас сакам да изградиме таков тип на кадри, лекари, кои што ќе работат во берлинските болници заедно рамо до рамо со нивните колеги. Јас сакам да создадам такви идни македонски генерации кои што да бидат опасност за нивните колеги од Словенија, а не да бидат тема за подсмев. И ние како општество не инвестираме во нашето образование, ние се осакатуваме иднината. Ние треба да сватиме дека инвестициите во здравство и во образование се од една страна, од денешна перспектива, секој ќе си каже, па не можеш да ги видиш, не можеш да ги почувствуваш. Да, ама нивниот плод се раѓа после 5, 7, 10 години. Без здрава и образована нација, ние не можеме да просперираме во една глобална Европа. Мене ми е многу жал што многу малку луѓе во државата и мои колеги размислуваат и зборуваат за овие работи. Да оставете ги бомбите, разговорите, кафанските муабети. Станавме за смеја на цела Европа. Секој со секого се снима и се слика во државата. Ни се смеат луѓе писмени, културни, образовани, ги одвративме од политиката, не сакаат да слушаат за политика. Дајте да зборуваме за овие работи. И ќе имаме проблем. Нашиве деца ќе треба да работат ко услужен персонал. Дајте да направиме нешто со кое што реално да докажеме дека заслужуваме да имаме држава. Ваквиот начин на однесување не само што ќе ги разочара нашите сограѓани,
од тоа да излезат на гласање воопшто, кој што е релевантно, човечки, прифатливо, но ги разочаруваме и идните генерации и тие бегаат од Македонија. Не се криви мајките и татковциве наши, кои што 30 години работат во овие ненормални услови за минималец. Тие не се виновни што ние бегаме од Македонија младите. Виновни сме, ето, јас денеска веќе, тоа е реалноста со политичар, ние политичарите сме виновни. Ние изградивме ваков систем. Ние не мислиме за здравство, за образование, не мислиме. Толку ли е тешко да изградиш национална стратегија за образование? Не бе, просто треба си писмен човек и да знаеш барем германски и словенски, да седнеш или земи од Унгарија, или земи од некоја нормална држава. Разгледај го, примени го, не е нуклеарна физика. Значи може, прашањето е зошто не се случува, бидејќи некој не сака. Бидејќи таму не можеш да украдеш од национална стратегија по образование, разбирате ли? Тоа не е тендер. Тоа е интелектуален труд кој што треба после да го дадеш на соодветните началници или таму директори во министерството, тие да го спровед до регионалните и општинските центри, од таму до училиштата, нема да лавера во тоа. И таму е целиот проблем во нашето општество. Тоа е реалноста, тоа е вистината. Затоа сметам дека тие клучни приоритети, здравство и образование, кои што ние сме ги ставиле како фокус во оваа кампања, се важни. Немаме уште многу време. Имаме уште 5-6, ајде уште 10 години да ги поправиме овие работи, бидејќи после загубите од тоа што денеска нема да ги направиме ќе бидат многу сериозни. Господине Колев, што очекувате од предвремените парламентарни избори? Ќе има ли излезност според вас и колку пратенички мандати очекува ГДУ? Ние сме реалисти луѓе. Многу добро знаеме дека за да создадеме политичка алтернатива, тоа ќе биде долгорочен процес. Ова битка нема да заврши денеска. Ќе се гледаме со вас и во наредните години. Ќе разговараме за истите теми до моментот до кој што не успееме да ја направиме пробената. Но не со политичкото ке, а со личен пример. Како ќе ви покажем како може и ние, тоа е наша задача на ГДУ, како може човек да се однесува кон политиката. Ама не како треба, а ето гледајте како може да се однесува. Затоа сметам дека на овие избори граѓаните, водени од своето разочарување, голем дел од нив нема да излезат на гласање. Јас сум должен да одбележам, тие сами ќе си решат, тоа е демократијата, не им сугерирам ништо. Но со неизлегувањето на гласање, тие не менат ништо. Тие ги оставаат оние партиско-политички полтрони, вејачи на бајраци, пак да си ги изгласаат своите. Има една стара максима која што вели, ако ти не се занимаваш со политиката, политиката ќе се занимава со тебе. Така да, ако мислат дека можат да ги почитуваат мерките за безбедност, тоа е многу важно, и можат да одделат 15 минути од својот живот, би ги замолил и би им сугерирал да отидат да гласаат на овие избори. На 4 години или на 3 години еднушка имаме шанса да кажеме каква Македонија сака. Ако сакаме Македонија на бомби, снимени разговори, Македонија на хаос, Македонија на, не знам, на без приоритети реални, обштествени, си ги имаат до сегашниот. Можам да и посакам да си ги заокружат со многу елан и љубов и да си го очекуваат истиот резултат. 30 години, кога правиш едно исто нешто 5 пати, имаш 6 пати исти резултат, логично и на 7-миот пат да биде исто, така да резултатот ќе биде исти. Ако сакаат да дадат шанса на некого, да се обидеме да направиме нешто, преку личен пример, да се обидеме да се спротиставиме на овој бирократски систем кој што не гуши и не малтретира сите нас, тогаш нека го заокружат бројот 7 на Граѓанско-демократската унија, на ежињата во Македонија. Може пак на вистина ежињата ќе се справат со змиите. Само ако ни дадете шанса, ќе можете да видите дали сме подготвени да се справиме со змиите. Вака само единствено можете да гадаете или да прогнозирате. Но пуштете не во рингот. Дајте ни шанса и не бараме огромна.
затоа не зборувам за мандати, волку, толку. Не, ние бараме шанс. Ние сме сега како на интервју за работа. Јас во моментот така се чувствувам. Бидејќи мојот работодавец се македонските граѓани кои што плаќаат даноци. Моите 14.500 денари како пратеник, јас ќе ги земам од нив. Сега јас сум на интервју за работа и ги молам моите работодавачи да ми дадат шанс. Ако за 3 месеци не се докаже, можат слободно да ме сменат. Нека земат некој нов кој што да работи за нив. Ако за 3 години се задоволни од тоа кое што јас и моите колеги од ГДУ ќе го направиме, тогаш дајте ни шанса за уште повеќе ежиња во собрание. Ние единствено во моментот се обидуваме да ве убедиме дека заслужуваме шанса, дека не сите во оваа држава се исти, дека постојат млади луѓе кои што пак со личен пример ви покажале дека можат да се вратат младите во Македонија. Енсер се врати од Америка, јас се вратив од Брисел, Шведска, од Бугарија, највеќе во Бугарија живеев, после во Брисел и во Шведска. Нашиот генерален секретар Димче Петковски се врати од Берлин. Вчера си дојде професорот Рафаеловски исто од Берлин. Александар Поповски и неговиот брат Дарко си дојде од Белград. Дарко заврши за заболекар во Белград, си дојде од Белград. Значи 50-60 кандидати за пратеници на ГДУ се млади луѓе кои се вратија во Македонија. Значи можат да се вратат младите. Но кога ќе се вратиме ние младите, првото што треба да го направиме е да го реформираме овој систем што ни избрка. Овој систем кој што ги уништи животите на нашите родители. Ги остави на минимални пензии и плати од по 10, 12, 15 илјади денари. Кој што работниците ги натера да живеат во страв за своето парче леп. Кој што ме натера мене, моите врсници да си ги спакуваме куферите. Време е за тоа да се пресметаме со тој систем. Да, звучи остро, звучи грубо, не сакам такви изрази, но ако ние не се пресметаме со системот, тој ќе се пресмета со нас. Затоа, мои почитувани работодавачи, ако во мене и во кандидатите на Граѓанско-демократска унија гледате капацитет и можност и решителност и енергија да се справиме, ако гледате желба на ежињата да се справат со змиите, заокружете го бројот 7. Ако мислите дека треба, ние не сме единствените, има и други партии, гласајте за други. Само најискрено ве молам, не гласајте за ова зло, троецот ДПМН, СДСМ и ДУИ. Благодарение на нив денеска нашата држава изгледа вака. Ако не ви се допаѓа ГДУ, гласајте за кого сакате. Само немојте за овие кои што не донесува до ова дереđи. И сосема на крајот, како иден пратеник, зашто ќе се залагате? По неколку зборови. Јас сум кандидат за пратеник од изборна единица 3 и ќе ви кажам што ме мотивираше да се занимавам со политика персонално, лично. Изборна единица 3 е местото, тоа се Шти, Берово, Делчево, Пехчево, нашите сограѓани од Куманово добро знаат за тој регион. Тој е регионот кој што ги има најдотераните и добро облечените трудови инспектори, чиновници, директори и најбедните и најсиромашните работници. Мојата мајка работеше 30 години во конфекција. За сите овие работи лично сум ги искусил. Знам што значат. Ја влегов да се спротивставам на тој систем. Да го поткренам гласот на тие луѓе. Да ги отворам темите во Македонското собрание. Таму каде што луѓе се занимаваат со бомби, со глупости апсолутно. Ја влегов за да зборувам за тоа дека ние немаме во нашиот регион, немаме нормален пат, реално. Немаме ниту една функционална болница. Ние 80% од пензионерите, 70 и нешто се од конфекционерството и се на минимални пензии на по 9, 10, 12 или денари. Не можат лекарства си купат. И тоа е реалност. И ние како општество се правиме дека сето тоа не постои. Дека се е розево и никој не сака да се спротивстави на тоа. Затоа решив да посветам дел од мојот живот на оваа битка. Ако ми дадат шанса, сум сигурен дека ќе успеам.
Господине Колев, ви благодарам уште еднаш на гостувањето и ви посакувам успех на предстојните избори. Благодарам и на вас за можноста и посакувам убава вечер на вашите гледачи. Благодарам. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Вие останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.